Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на видеочасот по македонски јазик за прво оделение. На овој час ќе се запознаете со содржината на стиковницата Грдото пајче од Ханс Христијан Андерсен. Ве молам, бидете внимателни. Уживајте во содржината. Грдото пајче. Еден прекрасен летен ден, патката која лежише точно до оградата на селскиот двор, почувствува дека јајцата под неа почнуваат да пукат. Од нив, со тенки гласчиња, запилкале пајчињата. И едно по друго ги покажале главчињата. Сите ли се изведовте? Прашала патката и ги разгледала јајцата. Не, едно јајце е цело. Сигурно е мисиркино, види колку е големо. Изгракала намуртено една стара патка која наминала да ја види. Малку време и тоа јајце пукнало и од него излегло едно чудно сиво пајче. Тоа воопшто не личи на другите, рекла патката. Ги повела патката своите деца да пливаат во реката и видела дека и сивото пајче плива убаво како и другите пајчиња и си рекла: и тоа ми е дете, што дека е грдо? Мислам дека веќе е време да ги представам во птичиот двор, рекла патката. Другиот ден, времето било одлично и таа тргнала кон птичиот двор, а по неа во редица се клатели и незините пајчиња. Помалку сите животни ги обиколиле и ги загледувале. Цела нова група пакосници, се јавила една завидлива патка. А овој колку е грд, не го сакаме тука. И таа одеднаш го колвнала по вратот сивото пајче. Не го допирај, викна мајка му. Што ви направило? Пајчето не можело место да си најде. Тоа било толку несреќно и ужасно се срамело од себе. Како можело да се роди толку грозно? Така поминал првиот ден. Мајка му прво го бранела, но се повеќе почнувало да ѝ се чини дека другите жители на селскиот двор можеби имаат право. Големото пајче веќе и на неа и изгледало неподносливо грдо. И еден ден таа му рекла: ми се чини дека ти навистина не си мое дете. Оди и повеќе да не си ми излегол пред очите. Пајчето се чувствувало толку несреќно. Мајка му го избркала, другите патки го колвале со клунот, кокошките го колвале, дури и кучето ржело кога тоа поминувало крај него. Неистрпело грдото пајче го претрчало птичиот двор, ја прескокнало оградата и избегало. Трчало, додека не дошло до една голема бара во која живееле диви патки. Станало тивко и пајчето мирно ја поминало ноќта. Дури утрото се осмелило да излезе од скривалиштето. Се завртело и видело неразлични птици. Може ли да ве прашам дали случајно ги знаете моите родители? Прашало пајчето. Ти, да не си се изгубил? Немаме представа кои може да се твоите родители. Оди си одовде. Возвратиле непознатите птици. Пајчето го напуштило моториштето. Тоа долго талкало, додека еден ден се нашло на брегот на едно големо езеро. Останало да живее таму. Пливало и се нуркало цело лето. Но дошла есента, листовите на дрвјата пожолтале и почнале да паѓаат. Една вечер, кога сонцето зајдело зад грмушките, полетало јато неверојатно убави птици. Тие биле бели како снег, со долги вратови и биле вистински убавици. Размавтале со прекрасните крилја и летнале кон топлите земји. Тоа биле лебедите. Наскоро дошла зимата. Било многу студено. Секој си имал топол дом. Само грдото пајче шетало надвор. Од студениот ветер постојано се тресело. Немало кој да му помогне. Тоа пливало
без да запре, за да не замрзне водата околу него. Но, на крајот се уморило и се предало. Во близина поминал еден селанец. Тој го видел премрзнатото пајче, го раскршил мразот и го однел во својот дом. Таму пајчето се стоплило и си дошло на себе. Домаќинката го негувала. Еден ден, децата на селанецот побарале да си играат со него. Тоа се уплашило и почнало да бега низ куќата. При тоа направиле штета, го истуриле млекото. Домаќинката се налутила, сакала да го удри пајчето со метлата. Тоа се уплашило и истрчало низ отворената врата. За среќа, најстудените денови поминале и тоа ја дочекало пролетта на брегот на езерото. Наскоро дошла пролетта, раззелениле дрвјата, пајчето ги размафтало крилјата, а тие биле веќе големи и силни. Кога лебедите долетале од југ и се спуштиле во езерото, децата гордо се развикале. Нашиот лебед е најубавиот лебед! Одеднаш со изненадување го забележал својот лик во водата. Дали сум тоа јас? Зачудено извикало тоа. Грдото пајче се претворило во прекрасен бел лебед. Драги ученици, ја проследивте содржината на бајката Грдото пајче. Сега да провериме колку сте ја разбрале. Ученици, кој е главен лик во оваа бајка? Главен лик во оваа бајка е Грдото пајче. Какво било Грдото пајче? Грдото пајче било скромно, добро, честно, стрпливо, послушно. Да, ученици. Кои се споредни ликови во оваа бајка? Други ликови во оваа бајка се другите пајчиња, братчињата и сестричките на Грдото пајче, мајката пајка, селанецот, неговата сопруга и нивните деца и прекрасните бели лебеди. Ученици, секоја бајка си има некоја порака. И оваа бајка има своја порака. Ајде, ученици, да видиме која е пораката на оваа бајка? Пораката на оваа бајка е: не е важен надворешниот изглед, туку какво срце и душа имаш. Ученици, ви дадам една мала домашна работа. Обидете се содржината на оваа прекрасна бајка да ја прераскажете на вашите родители. На еден лист хартија нацртајте го Грдото пајче онака како што вие си го замислувате. До видување, ученици!